Пред 9 години четворица млади ентузијасти од Крушево решија да му подарат на градот Крушево еден интересен фестивал на отворено, кој што се одржува во летниот период. Оваа година фестивалот Кога си во Крушево или When in Крушево ќе се одржи од 8 до 10 август. Еден од тие ентузијасти е и Димитар Ангелковски, кој што ова утро е заедно со нас и ќе има можност да ни каже што поточно ќе се случува на 9-то поред издание на When in Крушево. Ќе ти посакам добро и убаво утро. Димитар, честитки еве за истрајноста, за трпеливоста, за организацијата, за оно што го правите изминатите 9 години за Крушево да биде нели во екот на еден летен период повеќе посветен од она што е, што ќе донесе еве новото издание на When in Крушево. Добро утро, Ивана. Благодарам и на вам, посебно на тебе и на Алфа телевизија, кој што еве скоро секоја година не заборавате да го промовираме нашиот настан. Како што кажа When in Крушево, веќе 9-та година поред се одржува во Крушево аутдор фестивал кој што има премногу активности за сите генерации, од најмалите до најголемите. Се трудиме да ги задоволиме сите потреби и барања кои што посетителите на Крушево ги бараат од нас, колку и да е тоа малку тешко да се одржи еве 9-та година поред. Ова година When in Крушево се состои од веќе постојаните активности, како камп зона на Крушевското езеро, имаме планинарска тура, велосипедска тура, исто така имаме кајаци на Крушевското езеро, јавање на коњи, летање со параглайдер, кој што е една од омилените активности на нашите посетители. За прв пат оваа година имаме промотивен тренинг во биатлон со Биатлон Федерацијата на Македонија, кој што ќе се одржи на Гумења, каде што сите оние кои сакаат да го искусат тоа така несекојдневно искуство пукање со ласерски пушки, ќе можат во сабота на 9 август да присуствуваат на платото Гумења, каде што нормално ќе пробаат оваа несекојдневна активност. Дополнително ова година за прв пат носиме во Крушево еден италијански диџеј познат, Доменико Талеса, кој што верувам дека ќе придонесе за расположението на нашите учесници и посетители на Крушево. Исто така имаме и доста други групи, како Дупер, нашата позната македонска група, Трето колено, Мемфис Мафија, диџеи локални од Крушево, така што и забавниот дел верувам дека ќе биде доста интересен. А за крај на фестивалот во недела, освен посетата на музеите и културните знаменитости на Крушево, одржуваме еден инклузивен настан кој што го посветуваме на оние најранливите, каде што сите посетители ќе имаат можност да искусат и вкусат традиционална крушевска храна, а дополнително со инклузивниот настан ќе ги поддржиме, како што кажав, најранливите и оние кои што во Крушево имаат вдомено деца со посебни потреби. Да, еден убав настан кој што е наменет буквално за сите генерации, од најмалите па се до повозрастните, кои што ќе имаат можност 3 дена да уживаат во прекрасното Крушево. Како може да се биде тоа? Како може да се земе учество во фестивалот? Да, на фестивалот многу едноставно, картите се веќе пуштени во продажба преку продажната мрежа на МК Tickets, каде што сите информации ги има на нивниот стран mktickets.mk. Исто така дополнително сите работи кои што пропуштив да ги кажам или поопширно можат учесниците да ги најдат на нашата веб страна wheninkrushevo.mk и на нашата Facebook страна When in Крушево Instagram страна, каде што вршиме промоција секојдневно и нормално се прикажани сите детално активности кои што следуваат за овој настан од 8 до 10 август оваа година. Да, оно што е многу интересно е дека пред 9 години започнавте нели за прв пат како еден фестивал, мал, млад или нов. Сега вака од оваа перспектива чувствувавте ли, знаевте ли, предосеќавте дека можеби ќе истерате еве до 9-та година, дека ќе прирасне на вистина во еден голем фестивал на отворено и дека секоја година
се повеќе и повеќе луѓе сакаат да присуствуваат на Вејнинг Крушево? Па да бидам искрен, јас верував дека ќе го држиме толку долго, бидејќи кога нешто се работи со многу љубов и посветеност, резултатот е тој. Да бидам искрен, исто така не беше лесно и не е се уште лесно. Се соочуваме со голем број на предизвици, но наше е да дадеме максимум да го одржиме овој фестивал, да правиме секојдневна промоција на Крушево, бидејќи со Вејнинг Крушево, со тоа што ние правиме неколку месеци промоција на градот, верувам дека тоа останува за текот на целата година, бидејќи сите оние учесници и посетители кои ги гледаат можностите кои Крушево ги нудат, верувам дека не само на фестивалот, после тоа имаат можност во текот на целата година да дојдат да искусат. Не мора сите активности наеднаш, меѓутоа некој кој ќе види дека има јавање на коњи во Крушево, нормално ќе види кои се контактите, ќе дојдат ќе јаваат коњи или ќе летат со параглајдер. Така да мислам дека ова промоција на Крушево е долгорочна и верувам дека до година ќе го имаме тоа јубилејно 10-то издание, 10-та година поред, кое што мене ми е голема желба да се оствари. Да, мило ми е вака кога зборуваме за настани кои што обстојуваат и се прошируваат, но потребно е секако нели да се даде и поддршка на истите. Нема ништо побаво тоа да се лета со параглајдер над Крушевското езеро или да се јава со коњи низ планината. Она што исто така е многу интересно е што луѓето и го бараат овој фестивал, нели исто така. Што планирате, можеби дали се подготвуваат уште од сега за 10-то јубилејно издание, кое што верувам дека подготовките ќе започнат веднаш штом заврши ова издание на Вејнинг Крушево. Па така, верувам и јас дека нормално 10-тото издание ќе се одржи, бидејќи како што кажав, предизвиците се големи, со тоа што и ние како организатори сме лица кои што сме веќе вработени, живееме тука во Скопје, но даваме се од себе да се одржи фестивалот. Верувам дека ќе ја добиеме поддршката особено од државните институции како Министерството за култура и општината Крушево и наредната година, и се надевам дека нормално со едни заеднички сили, со локалното население и нормално учесниците кои верувам дека секоја година се задоволни, токму и ради нив овој фестивал го правиме, бидејќи досега интересот не е намален, туку напротив и се зголемува, и верувам дека јубилејното 10-то издание ќе го одржиме и ќе биде едно од најубавите издание, но за тоа потоа се надевам прво да го одржиме ова, кое што верувам дека ќе биде исто така прекрасно и убаво, и се надевам дека ќе имаме се поголем број на учесници. Да помине се во најдобар ред. Верувам дека сите оние кои што го посетуваат Крушево, го сакаат Крушево и сакаат еден поинаков аутдор фестивал или фестивал на отворено, дека ќе бидат и оваа година во Крушево од 8 до 10 август. Благодарам, Димитар, на одвоеното време. Ви посакувам успешно 9-то издание и секако се гледаме во наредна прилика. Благодарам, Ивана, благодарам на Алфа телевизија и ве очекуваме да не посетите, да дојдете на фестивалот, да се дружиме сите заедно. Секако отворена покана за сите да бидете дел од Кога си во Крушево, овој фестивал кој што го заживува градот Крушево. Секако ќе имате можност да се запознаете со локалните работи кои што се случуваат таму и да уживате во прекрасната локална крушевска храна, да уживате во планините, во убавото време и секако во чистиот воздух кој што го носи и го дава Крушево. Од 8 до 10 август се одржува 9-то издание на Вејнинг Крушево.